Божик и Бадник, празници кои што носат пораката на Христовото раѓање, мирот, љубовта и заедништвото. Денеска разговараме со отец Горан за духовното значење на овие свети денови, символиката на бадниковите обичаи и вистинската суштина за Божик. Отец Горан, најпрво да ви благодарам што прифативте нашата понуда да зборуваме на една прекрасна тема за Христовото раѓање. Поздрав за гледачите на вашиот медиум и се надевам дека она што вие ќе го прашате дека ќе го одговориме. Што представува Бадник во православната традиција? Бадник представува почеток на празнувањето на рождеството Христово или според нашиот јазик, тоа представува бдење во очи на раѓањето Христово. Значи на Бадник сите оние коледари го најавуваат раѓањето Христово, значи се пеат коледарски песни и тогаш го најавуваат она што треба да се случи, односно доаѓањето в црква, каде што на литургија преку причестувањето со телото и крвта Христови ќе земеме учество во празникот на раѓањето Христово, кој што е секако еден од големите господови празници во православната црква, после воскресението Христово и секако крштевањето Христово во реките Јордан. Кои се најважните бадникови обичаи што треба да ги негуваме? Најважните бадникови обичаи, па секако како и за секој празник да се подготвуваме онака како што црквата ни препорачува, а тоа да биде со пост, со молитва, со исповед и секако да земеме учество во празничните богослужби на црквата, поготово во овие денови. За всушност преку тие празнични песни ни се открива и содржината на празниците, да знаеме во што учествуваме како православни христијани, што празнуваме. Не е само доволна онаа површна информација, секако радоста е многу голема кога ќе се поздравиме со радосниот повик Христос се роди, навистина се роди, меѓутоа потребна е така една самоиницијативност на верникот кој што е крстен, кој што е член на црквата да земе учество, барем во овие поголеми празници во радоста на целата црква, бидејќи црквата е и заедница на верните собрани околу самиот Господ Исус Христос, чие што раѓање ете за овој ден го прославуваме. Какво е значењето на бадниковата трпеза? Па тоа се обичаи кои што нели се задржале во нашиот народ, па и кај сите православни народи нели на различен начин, а и во меѓу нашиот народ од крај во крај нели секако се разликува на што треба да го има или што треба да го нема на трпезата. Она што треба да го има постојано е да му благодариме на Бога и за она што го имаме. Значи, секако трпезата во очи на Божик е постна и е скромна, а секако и она што значи празнично одбележување не значи дека тоа треба да биде во некое изобилство и расфрлање. Каква е традицијата на паричката во лепчето? Традицијата претежно е поврзана со Василица, да речем со она што го има забележено житието на Свети Васили Велики. Меѓутоа, ете во некои краишта, например во Скопје или во други делови Македонија се задржала оваа паричка нели да се става во бадниковото лепче, значи во очи на празнувањето на Божик. Зашто се пали бадниковото гранче и што символизира тоа? Па она што е бадниково гранче или бадниково дрво или давово дрво, тоа не е некоја, да речам, традиција изворно христијанска, меѓутоа секако е прифатена од словенската традиција, меѓутоа токму на бадник е дадено христијанско значење. Се пали во чест и спомен на она
тоа значи очекување на Христовото раѓање, најавување на Христовото раѓање, се поврзува некојаш во некои толкувања со пастирите кои што го очекувале Христовото раѓање, во некои други толкувања се спомнува како од наше очистување во пресрет на раѓањето Христово, меѓутоа како што спомнав, ова не се изворно христијански традиции, меѓутоа се прифатени во црквата, секако како што секој народ влегува во црквата, така и на еден начин и словените кога влегле во црквата, секако влегле со своите обичаи и традиции кои што низ вековите ги охристијаниле. Меѓутоа, она што е важно е да се држат до она што, например, се крстени, а тоа е во името Христово. Божик, ден по Бадниковата вечер. Каква е традицијата за тој ден? Па како што спомнав, секој православен христијанин на секој празник, не само во неделите, не само за Божик, не само за водици, учествува во богослужбите на црквата. Значи тоа е нешто што не собира како црква, да земеме учество во литургијата, да се причестиме, бидејќи на тој начин се соединуваме со Христос, а преку Христос и сите заедно во Него. Тоа е смислата на црквата, е како еден жив организам, и преку на тој начин можеме ние да сведочиме за присуството Христово во нас и да го објавуваме тоа раѓање Христово и на светот кој што не обкружува. Како да ја зачуваме духовната суштина на празниците во современото време? Па само преку практика. Значи, за да се зачува нешто треба да се практикува. Ако не се практикува, со текот на времето тоа ќе избледи и ќе исчезне. Значи, нешто така и црковниот и литургискиот живот, ако го практикуваме, секако тој ќе стане, да речем, еден наш континуитет и тој ќе тече и фактички благодатта Божја ќе го зачува нашиот живот во црквата и ќе остави белег во историјата. И како за крај која порака би ми ја испратила на верниците за Божик и за Бадник? Пример, честитка некоја. Па најголемата и најдобрата и секогаш, да речам, вонвременска честитка ја испратиле ангелите од небесата. Значи, слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето. Значи, тоа е најголемата честитка на која што луѓето од сите векови, особено ете во овој информатички век кој што се соочуваме, нели, со побрзо слушање на информациите и со работи кои што и не радуваат и не ужаснуваат, меѓутоа секогаш ангелите имаат една постојана и радосна песна. Го прославуваат Бога, а на луѓето им препорачуваат таа слава, тој мир Божи да биде и на земјата меѓу луѓето. Ви благодарам премногу. Ви благодарам и на вас, поздрав на вашите гледачи, Христос се роди. Навистина се роди.